Патот до Подплачковичкото село почивало, а армијата не успеа да го пробие и денес. Околу 30 на овдешни жители се уште се одсечени од градот и до нив приот нема. Детето кое беше во лоша здравствена состојба денес е стабилно, а тераписките инструкции лекарите ги даваат по телефон. Во селото има уште неколку болни луѓе со симптоми на вирози и настинки, но за среќа, посериозни случаи на здравствени нарушувања не се пријавени. Има така температура, кашкања, така грип. Кој има некој сироп ако има за температура? Од таква користат, друго бијачи нема. И по чај таа нешто. На вода со една крпа стават на градио, на тука на плуќото, на дачите, помачка ги со чорапи од сето става, друго гледам кој некако да снајде, знаеш. Јадење, пиење имате ли? Некој има од комшијата, од там вам зимат шеќери, таква сол, таква диетин, медицин. Немаме никаква ни продавница, ни ништо нема тука. За сите лекарски консултации и телефонскиот број на брзата помош е постојано на располагање, зашто возилата не можат да стигнат до завејаните села. А брзата помош излегува секогаш на терен. До таму каде што можеме, нели, да излеземе со превозно средство излегуваме, натаму, нели, сепак е период на сноѓање, меѓутоа пациентите досега не се оставени и секаде интервенирано. Во меѓувреме, припадници на армијата успеа да достават храна, вода и лекови до завејаните села, но се уште нема прогнози кога патиштата до истите ќе бидат пробиени.